ревносно го прави Да. тоа по стотици луѓе, секоја чест има удел со тоа што го прави во бројот на лајкови, сабскрајбови и така натаму, и луѓе кои што не гледаат и не пратат секоја вечер. Вечерва Филип со нас ја има повторно книгата која што мислам дека можам да кажам дека ја шокираше македонската јавност. Не знам. Затоа што да читам коментари дека луѓе читаат на плажа македонска книга, плачат, солзи течат и така натаму и се фасцинирани дотолку од тоа што си го напишал, стварно ми е мило. Голем успех. Мене ми беше очекуван бидејќи знаев од прилика за што се работи книгата, знаев дека ќе сгази. Мислам дека ти исто така си Ја не изненаден. очекував. Ти си изненаден. Не очекував. Не знам, имав инспирација, пишував и така се одврза, се вплетка личностите, а се одврза фабулата, дејството и се состави така една интересна приказна. Гледам дека добро реагираат, нарачуваат, постојано ми нарачуваат. Значи, денеска имам 10 нарачки на месенџер само. Браво. И тоа не сум ни влегол у тоа групите, нели има групи по Facebook, него само на профил што ми пишуваат и генерално праќам, многу мал се вратија, само 4 книги се вратија од нарачатели кои што не ги подигнале. Значи негде околу 300 книги веќе се отидени и што му дадов на издавачот што треба да депонира, така што на крај веќе пред крај комплетно очекувам за 10 дена да се продаде цел тираж. Браво. Значи цел тираж ќе отиде и тогаш ќе треба да идам на второ издание, а у второ издание ќе правам ревизија, ќе биде ревидирано второ издание. Имам некои контролни читатели кои што одредени работи вака ми ги сугерира и ќе го направам со предговор, со ревидирање, може дури у QR кодови некаква музика и она што сакаат да го чујат веројатно поголем дел од тие што ја чита, ќе има продолжение. Супер, супер, одлично. Баш ми е мило, особено што се работи Веќе работам на за продолжение. домашен автор, значи тоа што ти го напиша и дополнително види, ова е еден од најдобрите можеби начини да се сочува македонскиот јазик, македонскиот идентитет, да се промовира македонската култура. Че доста имаме странски писатели кои што се многу продавани во оваа држава, за жал ретко се случува ваков пример како твојот, кај што еден цел тираж е продаден во, можам да кажам, рекорден рок, помалку од месец дена, мислам дека помина. Првите 200 се продадоа за 48 часа. Супер. Тоа е добро и тоа ми се допаѓа и морам да кажам уште еднаш дека ова е начин на кој што се брани идентитет, јазик, култура и така натаму, и напротив не само што се брани, туку и се промовира. Види, знаеш како, јас немав така, како да речам, кога почнав да ја пишувам, немав идеја ни како ќе заврши, ни кај ќе ме одведе. Едноставно малку и се играв со некои работи, но дел од работи кои што, да речеме, едно писмо кое што е вградено од апостол Петков, тоа е автентично комплет на 123 страна е. Он како војвода на револуционерната организација се обраќа до беговите во Солун да ги предупреди за башибозуците. Гледам дека сега околу Илинден пак почињаат тие контроверзии, браќа и сестри со лажниот Крушевски манифест, кој што нема врска со историската реалност, ама е мит, како све што е мит, да речеме, и приказна и во оваа книга. Но писмото на апостол Петков е автентично. И он им пишува на беговите, смири ги башибозуците или ќе ги утепаме. Ја бе фасциниран кога го читав писмото. Тоа е 904 година. Ја не сум ја почнал искрено да ти кажам да ја читам книгата твоја, затоа што читам Марко